Кога ќе се задлабочиме во овие слики, може да уживаме во едноставноста на сликарскиот израз, а едноставноста честопати е и најголемата вистина. Кога ги гледаме овие слики, не потсеќаат на наши македонски писатели, кои што ја опишале нашата состојба македонска, Ристо Чинго, Пасквелија ме потсеќа овие мотиви. Меѓутоа, добар дел од овие мотиви се од секојдневието на нашиот рурален живот, кој што бил пред половина век и повеќе, кој што се помалку го има, меѓутоа е овековечен во овие дела. Ме потсеќа на Пелистер, на амбиентот нижеполски, на македонскиот амбиент, на полето. Кога ги гледам пейсажите на Пелистер, ме потсеќа и на музиката на Бетовен, пасторалата која што моментно ја слушаме. Голема е традицијата од Ристо Ристовски преку академик Васко Ташковски и потоа третата генерација Лара Ташковска. Повеќе за себе и за својот родител Ристо Ристовски го поканувам да земе збор академик Васко Ташковски. Малце необично јас да зборувам за татко ми, али можам само да кажам, вика дека некој мора да е крив за тоа. Така и јас сум кривец за татко ми што стана сликар. Али како што Божурски критичарот кажа, сликарот не мајкаде. Тој почна да слика тек кога беше во пензија и тоа случај затоа што имаше шекераж, беше му беа ампутирани нозете и не можеше да повеќе да се движи. И јас случајно му реков, некој така си чкрткаше нешто на маса, викам, да ти донесам хартија нешто и бои, така темпера, па да се занимаваш, геш. Вика, никога ја тоа не сум работил. Добре, кога ќе ти покажам, пошто не може тоа одма да се каже така, некој ќе ти кажам како да почнеш. И така во оваа монографија, првата слика ни е заедничка, така да речем. Јас само му покажав, вака, едно пейсажче, прво небото, па планините, па полето. И тој работе во телевизија како сценограф и требаше на терен да идем негде. И после неделя дена, кога се вратив, тој ја достика таа слика и уште 2-3 имаше направено. И тога видов јас дека тоа, значи, нашол некој израз во тоа негово. И од тога 6 години наслика 314 слики во темпера. Тој фактички си ја наслика својата, писателите викат, автобиографија, во аутосликарство. Така да цел негов живот е во тие 300 слики сведен, мислам, од повеќе области. Јас како професионален сликар немав намера да го обучувам сега во тие години, затоа што можеше негативно да влијае на него на едно академско барање, цртеж, боја, свето. И го пуштив самиот да си тера по свој пат. Од време на време само некои технички работи му ги покажував, колку да се најде тоа, али после тоа тој најде и уште посавршено да ги сликите, што јас до тога немав ни јас работење така. Тој со обично перце, пошто не беше веќе толку вешт со обично перце и со темпера ги црташе тие мали детали и ситници тука и тоа беше така негово откривање. И после уште помалце јас се завземав за тоа да му помагам, го оставив така и така да он направи еден опус. Гледате доста нормално после следеа неколку изложби самостални, така и во Битола излагаше последниот пат. Мислам пред крајот на животот, али влезе и во едицијата на надреалистично сликарство во Југославија и имаше изложба и во Светозарево, там беше таа изложба. После тоа следеше, мислам, нормално го изгуби и видот, така и после не можеше понака да слика, али овие остана таа трага од неговото патување во уметноста. Неспорен е творечкиот гений на Ристо Ристовски. Ако хрватите го имаат Хегедушич и Генералич, ние ги имаме Вангел Наумовски, еве и Ристо Ристовски, а повеќе за уметничките стојности на нашиот наивец Ристо Ристовски го поканувам да земе збор Владе Ѓоревски, кој напиша дел од еден осврт во овој каталог. Повели, Владе Ѓоревски. Васко се врати дома, заедно со неговиот татко, а до крајот на годината ќе биде и неговата ќерка. Таа триада на историјата на македонското сликарство во оваа галерија ќе биде представена во најдобро светло.
еден мал вовет, ќе ме извините, меѓутоа го чекав овој момент за да го кажам. Ние често запаѓаме во лавиринтот на зборовите, наместо да ги осмислиме нивното значење, нивната фреквенција, ние им се предаваме, а со тоа правиме и одредена деструкција. Никогаш не би рекол наивно и никогаш не би рекол самоук. Тоа се два зборови кои на некој начин ја девалвираат уметноста, затоа што не постои наивна уметност и не постои самоук уметник. Тоа си е дар, просветление која доаѓа од други пространства, затоа ова изложба сега е многу важна, актуелна и битна, бидејќи Ристо, таткото на Васко, создаде во 5 или 6 години еден опус од 300 дела. Тоа значи дека тој целосно се посветил на искажувањето на оно што го носи во себе. Тоа не е наивност, туку е голема љубов пред се. Тоа е носталгија, а носталгијата е еден возвишен чин во кој или преку кој се обновуваат вистинските корења кои го содржат нашиот живот. Значи тој човек го отвора светот, ги отвора сите простори преку кои треба сите да се чекориме, особено денес, изгубени во лавиринтот на урбаното, сивилото, вештачкото светло. Пред нас имаме многу чисто, кристално сликарство кое зборува за вистинскиот дом, хармонијата на човекот и природата. Таков е и концептот за 4 годишни времења, и тоа не како годишни времења, туку како 4 состојби на човекот и природата. Времето не е линеарно, туку времето е поврзано со некои други димензии кои се во различни нивоа. Самото ниво на таткото, на синот, на ќерката е еден вид на временско јадро во кое се случуваат креативни проблесоци кои се многу битни за нашата идентификација, за нашата припаѓање кон еден свет кој е единствената надеж во овој момент, бидејќи се другото е една заробеност, безперспективност. Во сликарството на Ристо имаме многу јасен, чист, прецизен колорист, неверојатно чувство за детали. Беше спомната хлебинската школа. Сметам дека во однос на деталите Ристо е перфекционист преку кој ги надминува најголем дел тие автори. Понатаму неговата искреност е толку чиста, јасна. Ова е повик да се вратиме таму од каде што дојдовме. Кога се откри фотографијата, мислеа дека сите сликарството е во некаква криза. И во тој момент се јави Русо, цариникот, кој ги инспира импресионистите, им даде насока на современото сликарство, не само во Европа, го даде патот низ кој треба да се движиме. А Ристо е еден вид на македонскиот Русо, цариникот, бидејќи неговиот син стигна до Париз, неговата ќерка ќе стигне исто така, и таа генеза, таа вертикала, всушност ја објаснува духовниот пат на творештвото, кое во овие простори многу силно и пулсира многу значајно. Значајна изложба, ви честитам сопругата и на Драги за патот на оваа галерија, која се повеќе добива меѓународен контекст. И му благодарам на Васко затоа што создаде и создава генерација која не носи таму каде што треба. Честитки. Благодариме. И за крај да кажеме и тоа дека тука ја имаме монографијата посветена на Ристо Ристовски и конечно ја прогласувам изложбата за отворена. Благодарам. Ама ќе ти дадам вештачење од X години, не е тај.